Канал 5 Централни вести ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. За опозицијата упад без преседан. За власта расчистување со партиските кадри на СДСМ и ДУИ. Пратениците утре ќе гласат за интерпелациите на 5 члена на Судскиот совет. А очекувате ли и оставки? Не знам, значи тоа е личен чин. 2 тендера, вредни 50.000 евра, добил сопругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација, објави СДСМ. Андоновски уверува дека нема ништо спорно. Државниот секретар во Министерството не учествува во ниту една постапка за јавни набавки, па ниту во овие. Ако нема договор за минималната плата и колективните договори, ССМ најавува можни протести на почетокот од април. Подаваме рака да најдеме решение за сите предизвици со кои се соочени работниците. Еден ден пред собраниската седница на која што на дневен ред ќе бидат 5 интерпелации на членовите на Судскиот совет, СДСМ преку подпредседателката Ана Чупеска најави дека жестоко ќе се спротистават на, како што го нарече, еден од најголемите упади на една власт во друга, со цел целосна партизација и политичка контрола врз правосудството. Од ВМРО ДПМН пак одговорија дека Судскиот совет е узурпиран од СДСМ со поставувањето партиски кадри. Михајло Видимлиски. Со интерпелациите на 5 членови на Судскиот совет, власта прави еден од најголемите упади во судската власт, обвинуваат од опозицијската СДСМ. Според партијата, интерпелациите не само што се незаконски, туку и немаат правно дејство. Вела дека власта наместо да спроведе суштински реформи во правосудството, подготвува терен за своите послушни инсталации. Вистина ги обелодени сите намери на власта. А тие намери на власта никако и на еден начин не се поврзани со реформските процеси, туку се поврзани исклучиво и само со воспоставување на целосна партиска контрола. Од ВМРО ДПМН пак вела дека СДСМ додека биле на власт, го узурпирале судскиот систем, поставувајќи своји кадри, што резултирало со катастрофално ниска доверба во судството. Ги посочи екс-председателката на Судскиот совет Весна Дамева и разрешениот судија Наќа Ѓорѓиев за блиски до актуелниот и поранешниот председател на СДСМ Венко Филипче и Зоран Заев. Поставувањето на партиски лојални кадри во Судскиот совет и нивната контрола врз судиите и обвинителите само ја зголемува перцепцијата дека правдата не е достапна за сите граѓани. Паралелно, СДС активно се бори за да го задржи своето влијание во судството, преку корумпирани судии и обвинители. Собраниската седница за интерпелациите е закажана за утре во 11 часот, а за 1 час порано пак е закажана и седница на Судскиот совет. Председателот на Советот Александар Камбовски тврди дека седницата не е алиби за членовите на Судскиот совет за кои има интерпелации да не присуствуваат во собрание. Нашава седница воопшто не пречка таа да биде одржана и обратно, собраниската пак да биде пречка нашава да се одржи, доколку некој од колегите изрази желба да отиде таму и да даде изјава, ние тука ќе прекинеме седницата и ќе го чекаме колегата да се врати. А очекувате ли и оставки? Не знам, значи тоа е личен чин, индивидуална одлука е, не можам јас ниту очекувам, ниту не очекувам, не знам како ќе се одлучат колегите. 5 членови на Судскиот совет избрани во собранието: Весна Дамева, Тања Чачарова Илиевска, Павлина Црвенковска, Селима Деми и Милјазин Мустафа. Предходно писмено одговорија за интерпелациите. Наведоа дека не чувствуваат морална и професионална одговорност, ниту пак ќе си поднесат оставка, дури ако собранието им изгласа недоверба. Безбедноста на Европа е главниот фокус на полското председателствување со ЕУ, но меѓу приоритетите останува и проширувањето, порача во Македонското собрание полскиот амбасадор Бримора. Седмицата на Националниот совет за евроинтеграција беше искористена и за нови препукувања меѓу власта и опозицијата. Јане Јосифовска. Светот околу нас се менува со светлосна брзина, што и да ставиме како приоритет може преку ноќ да се промени. Со цитат од шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, полскиот амбасадор во земјава Маријуш Бримора пред пратениците на Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања ги образложи приоритетите на полското председателство. Главниот фокус, како што кажа, е безбедноста во Европа, зголемувањето на помошта за Украина и запирање на руската агресија.
Меѓу приоритетите останува и прашањето за проширувањето, а земјите од Западен Балкан треба да станат дел од ЕУ согласно принципот на заслуги, порача Бримора. Прашањето на проширувањето останува во центарот на нашето внимание. Во текот на нашиот мандат, полското председателство е посветено да го води напред процесот на пристапување на сите партнери и во Западен Балкан и во источните земји. И нашите намери се целосно во согласно оние на Советот на Европската Унија. Според пратеникот од ВМРО-ДПМН и председател на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски, сите во регионот очекуваат да се врати суштинскиот диалог меѓу ЕУ и САД, кој е многу значаен и за земјава. Еден колега пратеник од соседството даде еден добар совет. Во денешно време, ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска. Лидерот на СДСМ, кој е и председавач на Националниот совет, пак упати критики до власта за закочената реформска агенда за земјава. Партнерството на Македонија со САД и ЕУ според него треба да се покаже со дела. Доколку опозицијата не акочи власта, реформската агенда ќе биде уште побрза, му одговори заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Реформската агенда која што ја спомна заменик министерката е практично закопана во место, ништо таму не се мрда. Може да ви кажам дека до јуни 25 година треба да се донесат некаде околу 20 закони, а ниту еден од нив не е во собраниска процедура. Сметам дека гласањето воздржани за двете резолуции во Генералното собрание на Обединетите нации беше голема стратешка грешка на нашата влада. Ние посветено работиме како Министерство за европски прашања на реформската агенда. Впрочем, слушнав низ кулуарите тука дека барате и посебна седница, нема проблем, ќе излеземе со детален извештај до каде сме и што сме. Покрај прашањето за Украина и безбедноста на ЕУ, меѓу приоритетите на полското председателство за годинава се имиграцијската политика, унапредувањето на човековите права, како и борбата со дезинформациите и сајбер безбедноста. За третирање аутизам, нуделе варова вода, метиленско сино, хипохлорид и матични клетки. Лекарите предупредуваат на внимателност. Куќи продаваат, а ефектот е речиси никаков. Фирма на сопругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација добил 2 тендера вредни 50.000 евра, објави СДСМ, обвинувајќи за непотизам, конфликт на интереси и сомнежи за корупција. Министерот Стефан Андоновски вели дека тоа било единствената фирма што се пријавила, а државната секретарка немала никакво влијание во постапките, кои биле целосно согласно законот. Маја Становска ги има деталите. Дали во Министерството за дигитална трансформација има спорни тендери? Од опозицијската СДСМ обвинуваат дека фирмата Матео Дизајн Дуел, застапувана од сопруг на државната секретарка во Министерството Гордана Кленчарова, со склучување на 2 договори за јавни набавки, чиј потписник бил министерот Стефан Андоновски, добило околу 50.000 евра, што според нив представува судирни интереси. Од СДСМ побараат Државната комисија за спречување на корупција да отвори предмет за случајот. Првиот договор, почитувани, за набавка на конференцијска и презентацијска опрема е во вредност од 2.400.000 денари или околу 40.000 евра. И вториот договор за набавка на IT опрема во вредност од 529.000 денари. Само од овие 2 тендери, преку Министерството на Андоновски, околу 50.000 евра завршиле кај фирмата на сопругот на Клинчарова, која е државен секретар во истото министерство. СДСМ да престане со лагите и манипулациите, порача министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Според него, посочената фирма била единствена пријавена на јавниот побег и ги исполнувала бараните критериуми, а за постапката немало никаква жалба. Државниот секретар во Министерството не учествува во ниту една постапка за јавни набавки, па ниту во овие, во ниту една од нивните фази.
Незиниот ангажман е во административно-буџетско работење на Министерството. Од тука не постои според нас судир за интерес или влијание на постапката од незина страна. Од друга страна, јас немам никаква законска можност или простор за истражување на контактите на секој од 150 вработени во Министерството и нивниот однос со приватни компании. СДСМ треба да знае дека доколку при соодветно исполнети услови се пристапи кон поништување на постапката, Министерството се изложува на можности за тужби и сносење судски трошоци, нешто што било негативна пракса претходно и за која се уште плаќаме. Според Андоновски, за првата посочена набавка од СДСМ, со компанијата била постигната цена од 1,5 милиони денари, или за 40% помалку од планираните 2,5 милиони. За втората набавка вели дека станувало збор за проект блокиран од СДСМ, за кои исто така биле постигнати за 40% пониски цени од пазарните. По бројните реакции, Министерот за здравство Таравари денеска повтори дека се уште нема конечна одлука за паркингот на клинички. Вели дека не е во ред доколку некому му пречи името на компанијата од Албанија. Но сепак важно им е мислењето на граѓаните. Од СДСМ пак прашуваат зошто владата и Таравари се двоумат и веднаш не ја отфрлат, како што велат штетната понуда. Здравко Димитров има повеќе. Тендерот за паркинг и изградба на катни гаражи во клиничкиот центар ги помина сите процедури и досега нема потврдено ниту една нерегуларност, повтори министерот за здравство. Договорот со компанијата од Албанија Gjoka Construction, вели тој, се уште не е потпишен. Не сме го потпишали, треба да помине на влада, па во влада треба да се видат одредени филтри кои што ќе ги видат сите потребни документи, дека треба паркинг во клинички центар, тоа е никој не спори околу тоа. Сега на некој ако му пречи името на компанијата, ја мислам дека не е во ред. Меѓутоа, повторно многу ми значи гласот на јавност. Од СДСМ прашуваат зошто власта веднаш не ја отфрли понудата на фирмата Gjoka и дали уште со самото објавување на огласот се распишани услови кои би ги исполнила само албанската Gjoka Construction. Од СДСМ обвинуваат дека власта прави матни дилови и по реакциите на јавноста се обидуваат да го заташкаат скандалот. Станува збор за договор со кој што 99% од профитот оди за албанската фирма, 1% оди за државата. Затоа ние бараме итно објавување на повикот од страна на Министерството за здравство, итно објавување на физибилити студијата според која е распишан тендерот. Тоа и Мицкоски и Таравари и го должат на јавноста. Од ВМРО ДПМН возвратија дека договорот за паркингот не бил потпишан и ја обвинија опозицијата за манипулација со јавноста за да го покријат фактот што за еднодневна екскурзија во Струмица платиле преку 100.000 евра. Ги повикуваме СДСМ прво да одговорат колку чинеше саботната журка под превезот за 8 март и од каде им се парите, за да ангажираат 60 на автобуси и комбиња кои за Струмица возеа празни. Таравари и денеска кажа дека доколку пропаднал тендерот, ќе треба да се чека уште една година за нова понуда, а ситуацијата со паркингот на клинички центар и натаму, вели тој, ќе остане статус кво. Пропадна првиот обид на спикерот Африм Гаши да ја одблокира работата на Комисијата за социјална политика по изгласаната интерпелација на Илире Даути. Тој за председател на комисијата го назначил пратеникот од Европскиот фронт Бејџан Илјас, но тој не прифаќа. Андријана Лазова-Божиновска. Откако пропадна обидот, пратеникот Бејџан Илјас од Европскиот фронт да ја наследи Илире Даути во Комисијата за социјална политика. Собранискиот спикер Африм Гаши ќе назначи председавач од друга пратеничка група. Тој за Канал 5 потврдува дека ќе преземе ваков чекор за кој вели дека е деловнички, бидејќи во оваа комисија нема други членови од редовите на Европскиот фронт. Во опција се тројца пратеници од опозицијските СДСМ и Левица, а останатите 8 се од владината коалиција, но кого ќе избере Гаши засега не открива. Назначувањето на Илјас беше првиот обид на Гаши за деблокада на комисијата, но заврши неуспешно откако пратеникот го известил дека денеска не е во можност да присуствува. Но и да бев во можност да присуствувам, веројатно ќе одбиев, значи немаше да примам да го водам седницата, поради тоа што јас и ние како Европски фронт мислиме дека е направена голема неправда кон нашата колешка Илире Даути која беше председателка на комисијата. Европскиот фронт во потегот на Гаши гледа скриени намери да се деблокира законот за бранители, но од коалицијата вреди негираат.
ние се обидуваме да најдеме разумно решение за тоа. Ако се работи за било што за бранителите, треба да има соодветен однос и за другата страна која беше дел од конфликтот во 2001 година. Затоа ние не сакаме да има решенија кои во вакви ситуации ќе создадат тензии во државата. Проблемот во Комисијата за социјална политика започна во ноември минатата година, откако Или Редаути одби да го стави на дневен ред предлог законот за бранители поднесен од СДСМ. Потоа за неа беше поднесена интерпелација, која беше изгласана, а една недела подоцна и самата си поднесе оставка од претседателската позиција во Комисијата. Уставниот суд следната недела ќе одржи подготвителната седница за законот за јазиците. А како наближува денот за одлука, така се зголемуваат и заканите од ДУИ за можна политичка криза. За политичките аналитичари, ваквите потези се обид за зголемување на рейтингот пред локалните избори. Ивана Стојановска. Колку се реални заканите од ДУИ за политичка криза, доколку како што велат се чепне законот за употреба на јазиците. Според Петар Арсовски, просторот за маневар на Ахмети ќе биде ограничен, доколку уставен се држи до препораките од Венецијанската комисија. А Љулсин Фаризи пак е на став дека ДУИ само се обидува да влезе во владата. Ако Уставниот суд се задржи само на тие одредби, потенцијалот за некаква посериозна политичка криза останува мал. Особено ако Венецијанската комисија со официјално соопштение објасни зошто се тие спротивно на меѓународните правни норми. Доколку Уставниот суд по некаков политички критериум укине повеќе одредби, можноста за криза се зголемува, но таа мислам дека повеќе ќе биде политичка криза. Мислам дека ДУИ бара нов наратив на кој може да го залепи условно речено своето натамошно политичко делување и не верувам дека тоа може да се претвори во бојкот или неможност за одржување на локалните избори, бидејќи тоа не е во политички интерес на ДУИ. Се обидува со неколку трикови или блефови за да ја притискат владата, за да може на некој начин тие да ги види како фактор кој ја стабилизира државата и да ги повика нив во влада. Отидоа со блефот дека ќе бойкотират, односно нема да се отворат кутиите на изборите, тие секогаш се обидуваат да прават политичка криза со единствената цел да се вратат пак во власт. И двајцата се на став дека пораката на амбасадорката Агелер дека одлуките треба да се исклучи во согласност со законот и ослободени од било какви политички влијанија е јасна и очекуваат токму таква одлука од Уставен за законот за јазици. Токму тоа е и пораката да се суди само по словото на законот и евентуално по препораките на Венецијанската комисија и со тоа да се намалат, односно минимизираат можностите за дополнителна политичка криза. Јас мислам дека Уставниот суд и така треба да биде, да донесува одлука во врска со законот за употреба на јазиците согласно уставот на државата, а не да донесуваат политички одлуки. Подготвителната седница за законот за јазиците Уставен ќе одржи на 20 март, ќе се пренесува во живо и на неа ќе присуствуваат 15 експерти, меѓу кои представник од Венецијанската комисија. Конечната одлука се очекува да биде донесена во текот на мај или најдоцна јуни. Неофицијално попладне во ЕУАПСен бизнисменот и поранешен директор на спортскиот центар Борис Трајковски, Радко Капушевски, објавија повеќе медиуми. Според неофицијалните информации, Капушевски е приведен од неговиот дом, каде што полицијата и натаму врши претрес. Од МВР велат дека одделот за сузбивање организиран криминал и корупција при Бирото за јавна безбедност во координација со обвинителството за гонење организиран криминал и корупција по наредба на судија на претходна постапка врши претреси на локации во Скопје и низ државата, а во врска со сторени кривични дела поврзани со сомнителна набавка на деривати, штета од големи размери на буџетот на државата и штета врз здравјето на луѓето. Од обвинителството ја потврдуваат акцијата и повеќе информации најавуваат за утре. Неофицијално станува збор за разоткриена мрежа на увозници кои што противзаконски испорачувале гориво со низок квалитет, што е сериозен ризик по здравјето на граѓаните и една од главните причини за зголемено аерозагадување.
Сојузот на синдикатите на Македонија најавува можни протести на 2 и 7 април, ако до тогаш не се постигне напредок во разговорите со владата и работодавачите околу нивните барања за минималната плата и колективните договори. Председателот Трендафилов денеска се пожали и за политички напади и обиди да се минира репрезентативноста на ССМ. Подаваме рака да најдеме решение за сите предизвици со кои се соочени работниците, меѓутоа, ако некој смета дека 24.000 денари и 400 е доволна плата за работниците во Македонија како минимална плата под која не може да се исплати ниту една плата, а најниската плата во регионот е 457 евра во Србија, мислам дека ќе треба да ги запалат автобусите и да не преселат сите од Македонија, нешто што мислам дека треба да ги загрижи апсолутно сите. Сојузот на синдикатите на Македонија бил и ќе остане единствениот релевантен синдикат во Македонија без оглед на притисоците кои ги прават поединци. Разни непроверени препарати им се нудат на родители што имаат деца со аутизам, предупредуваат лекарите. Професорот по дефектологија Владимир Трајковски објаснува дека станува збор за опасни начини на третирање кои што можат да предизвикаат сериозни последици по здравјето. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. На родители на деца со аутизам им се нуди третирање на аутизмот и ветување за негово исчезнување со помош на пиење на варова вода, метелинско сино и хипохлорид, а исто така имале понуда и со третирање со матични клетки во други земји, потврди за Канал 5 професорот од катедрата за дефектологија Владимир Трајковски. Тој со објаснување дека овој начин на третирање е опасен и родителите да не подлегнуваат. Може, особено со варовата вода или со хипохлоритот, кој што е страшен антиоксиданс, може да дојде до тешки нарушувања во смисол на корозија на хранопроводот, корозија на желудникот, дури до перфорација на желудникот. Значи, сето тоа се средства, метиленско сино, да речеме, се користи во стоматологија. И третманот со матични клетки воопшто не е пожелен. Кај децата и лицата со аутизам се даваат по 20.000 евра, слушам, од одредени родители, луѓе губат огромни куќи продаваат, а ефектот е речиси никаков. Најважно за луѓето со аутизам е тие да имаат системско образование. Само на тој начин ќе може да има подобро вклучување во системот. Една од активностите е физичката активност за време на часовите по физичко воспитување. Со таа цел дефектолозите со едукација кај наставниците по физичко воспитување, каде во оделението има дете со аутизам. Некое дете со аутизам може да добие напад на предизвикувачко однесување и навистина да знаат како да постапат, да го тргнат со шатор во темна подзатворена просторија, не толку бучна, да имаат слушалки да ги стават на децата за да се намали таа обично доста од децата патат и од таа хиперакузија или пречувствителност кон силни звуци. Во Македонија се уште нема регистар за луѓе со аутизам. За професорот Трајковски, важно е да има регистар за луѓето со оваа состојба, со цел да има подобра стратегија во целиот начин на образование. Само вистина во продолжение на Канал 5 со Ивона Талевска и Ирина Ајдари. Ваш домаќин денеска Александар Видиновски. Пријатна вечер.